Препораките за одржување на добар имунитет пред се во неколку насоки. Прво, држење на една добра хигиена. Како хигиена на телото, на рацете, значи на кожата, така и на нашите слузници, затоа што тие се местото на контакт на кој што се пренесува инфекцијата или пак преку кој што ја внесуваме во нашиот организам. Втората работа е значи правилна умерена, значи правилна исхрана која што подразбира внесување на неколку типови на овошје и зеленчук сезонски, најважно за да обезбедиме соодветни количини на витамин С и цинк, кои што се многу важни антиоксиданти и кои што помагаат за развој на нашиот имунолошки систем. Внесување на интегрални житарки и слични значи јаглохидрати кои што ќе ни помогнат да ги внесеме витамините од Б групата, многу важни за целосниот метаболизам, меѓутоа и за намалување на стресот и здравје на нашите нерви. И кога веќе правиме засилување на имунитет, тоа не е нешто што со магично стапче се постигнува за 2 дена или за 3. Да. Значи, нас ни треба минимум 2-3 месеци претходно да внесуваме соодветни имунитетски додатоци во исхраната за да постигнеме квалитетен одговор, и тоа е нешто што треба да го имаме во предвид не само за сега ситуацијата, туку за било која ситуација. Значи, на периодот на сезоните, после летото започнете со суплементација за подготовка за зимскиот период. Од зима према пролет, критичен период е исто така, нивоата се истрошени во организмот. Продолжете уште 3 месеца, барем 6 месеци треба да имаме таков прием. Септември, октомври, ноември, февруари, март, април. Ако имаме проблеми и во меѓувреме може да се внесуваат тие количини. Кога зборуваме што компоненти треба да внесуваме, значи важно е да имаме внесна пробиотици, минимум 2 милиарди значи единици на ден, бета-глукани 500 милиграми или повеќе на ден, витамин С 200 милиграми до 1 грам, зависно дали е инфекција или е превентивно, цинк 10 милиграми ден, витамин Д од 500 интернационални единици па до 2000, зависно од состојбата.